Со ова темпо на работа претпоставувам дека ќе видам последниот репликант во општата расправа по однос на овој максимално штетен ребаланс на буџетот. Тоа е поентата која што ја потенциравме во текот на сите говори, поента која што извлекува сите оние економски и финансиски експерти, а после 14 часот иди она за кое што сме задолжени, обврзани спрема нашите гласачи, спрема нашите поддржувачи, спрема нашите комшии, да ги браниме амандманите кои што за волја на вистината произлегуваат од барањата на сите оние кои што ги споменав. Амандмани кои што живот ќе значат, нов живот, за сите граѓани во Република Македонија, почнувајќи од проблематика која што е поврзана со функционирањето на локалната самоуправа, со земјоделието, со инфраструктурата, со се она што ги тишти македонските граѓани последните години. Морам уште еднаш да потенцирам дека, за жал, максимално несериозно, максимално некоректно кон своите гласачи, кон сите оние кои што ја поддржаја губитничката опција на последните избори, Социјалдемократскиот сојуз не поднесе ниту еден амандман во интерес на граѓаните на Република Македонија. Сакам да потенцирам само едно. Многу години слушавме еден проект на тогашната опозиција дека на Порта Македонија ќе имало голем видео обим на кој што јавно ќе биделе презентирани бројките за задолжувањето на Република Македонија. Времето помина, бимот го нема. Бимот го нема бидејќи претпоставувам повеќе нема ни бројки кои што можат да ги напишат, не збира толку бројки на бимот, со какво темпо ја заложуваат Република Македонија во овие 40 дена колку што се на власт. Не сум економист, не ги разбирам многу финансиите, ама едно знам, затоа што читам она што го кажува министерот за финансии. За овој краток период успеа да не задолжат 76 милиони евра. Просек 1,5 милион евра дневно. И бројчаникот се врти. 1,5 милион. И со ова темпо после локалните избори 4 цифрена ќе биде бројката. За волја на вистината, почитуваната македонска јавност треба да знае една аномалија во овој ребаланс. Иако се кратат, како што велат тие наводно трошоците од многу министерства, се зголемува бројката со која проектираната бројка со која што Република Македонија требаше да се задолжува до крајот на годината. И според тврдењата и она што можеме да го прочитаме, во зависност од висината на еврообврзницата, македонските граѓани треба да очекуваат дека околу 500 милиони евра ќе биде задолжувањето на Република Македонија до крајот на годината. И со тоа паѓа во вода се. Паѓа во вода се она што го кажуваа во минатото. Дека не треба да се задолжуваме, дека сите новороденчиња се раѓаат со 3.000 евра борч, со 4.000 евра борч. Со ова темпо не можам ни самиот да претпоставам која ќе биде цифрата со која што сите оние кои што ќе се родат во 2018 година ќе бидат задолжени сега од владата на Социјалдемократскиот сојуз. Колега Поцков, ќе прашате, ќе ве замолам да ми одговорите едно. Велите дека се кратат трошоци, се со цел да се подобрела состојбата на стечајците, на земјоделците и на оние кои што треба да им се исплати минимална плата, така како што вети Социјалдемократскиот сојуз. Јас забележав едно. Околу 935 милиони денари одделувате за договорни услуги. Ја е една денешна вест за водителката од вчерасни вести. Сте успеале да ја работите како портпарол во Министерството за финансии. Еден пример, честито да е. Вчера, крајно ненепотистички, сте ја вработиле черката на Тито Петковски. Аирлија. Супер, треба да се намалува невработеноста. Трет, Бубо Каров, К-15, во влада. Борците за демократија, за правда, представниците на невладините организации кои што имаат 5 представници во парламентот. Маријан Забрчанец, советник на Заев. Еве кај одат париве на пари ода.
Не некои независни експерти кои што ќе бидат вработени преку една транспарентна постапка. Оние 600.000 да можат да аплицираат, барем тројца да се вратат да го земат местото на черка во Тито Петковски или на место во Бубокаров. Вие стрикно ги вработивте сите плукачи кои што плукаа по владата на ВМРО ДПМНЕ. Тука не застанува списокот. Отепаните. Владко Василий, вработен во влада. Дарко Лешовски, поетот, вработен во некое министерство. Петрица Рачини, шеф на кабинетот на министерот Алагежовски. Джунер Исмаил, Мирослав Грчев, Дане Талески, борецот за правата на невладините организации Маричич. Значи, вие направивте хокеарска измена. Невладиниве организации комплет ги втерате во владава. Не му оставивте простор на сите оние кои што веруваја во подобар живот, во нов живот, па дури и оние, јас некогаш сум и поборник за тоа, оние кои што ја прокламирале вашата идеја дека треба да дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт да може своите програмски приоритети да ги исполнува, не им дадовте шанса. Вие се отчестувате со луѓе кои што плукале по владава на ВМРО ДПМНЕ, луѓе кои што земале длабоки, дебели хонорари од Сорос. И истите тие, денеска во влада. Тоа се средствата кои што ги одделивте со ребалансов, 935 милиони денари, за да можете да ги плаќате овие луѓе. И од кого кратите? Еве ќе ви кажам од кого кратите. Кратите од фамилиите, каде што има вработено по двајца во приватните компании, во државните јавни предпријатија, а кои што немаат каде да ги носат своите деца. Кратите од изградбата на градинките. Што значи тоа во бројки? 5 милиони, 656 милиони денари помалку се ребалансов има за изградба, опремување и одржување на објектите на градинките. Тоа е за најмалите, ама не ги запоставивте и најстарите. И не ги дотолчивте. 28 милиони денари, 352 милиони скративте од средствата кои што беа предвидени од страна на владата на ВМРО ДПМНЕ за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица. Кратиме од оние кај што е најпотребно, од пензионерите и децата што треба да бидат сместени во градинките, за да ги платиме чарката од Тито Петковски и уште 5 невладини организации и лидерите нивни. Па нема смисла. Ова е тој буџет, како што рековте вие, колега Поцков, ве цитирам, буџет зголемен кај поединци. Кај овие го пренадовте буџетов. Не да го зголемивте, го пренадовте. Кога сме кај штедењето? Направив една пресметка дека оваа влада, со тоа што назначи 7 министри без ресор, а и дека се спорни кадрите кои што ги назначивте. Тоа го гледа македонскиот граѓанин сега. А тоа што не е логично Самка Ибримовски да биде министер за странски инвестиции и да го замени Веле Самак или Джери Наумов. Нема логика. Поентата ми е во сумата која што македонските граѓани, тие на кои што се ослонувате цело време, треба да одделат 596.400 евра само да ги плаќаат министрите без ресор. Толку се трошоците кои што ги наметнувате на граѓаните, наспрема тврдењето дека ќе го намалите бројот на министрите и замениците министри. И тука не застанувате. Секоја чест. Во план сте да направите и ново министерство, тоа е веќе се поактуелна тема, Министерство за комуникации, во кој што ќе ги задомите сите оние во наводници независни експерти кои што работеа за тој ги интереси. Но тоа е проект кој што сигурно ќе го видиме во следниот период. Значи, Република Македонија ќе добија плюс уште едно министерство, наспроти тврдењето на Радмила Шекеринска, министерката за одбрана, дека ќе ги кратиме трошоците во интерес на граѓаните. Тоа нема да се случи. Штетно, жално и некоректно за сите, без разлика на верска, национална и секаква припадност. Кратите 190 милиони денари директни блок дотации за општините. Од овие 190 милиони денари се крати и за Струмица, се крати и за Куманово, се крати и за Центар, ама кратите и за Прилеп, кратите и за Битола, кратите за Штип, Арачиново, 190 милиони денари намалени блок дотации за општините. Едно ме бендисува. Низ дискусиите на позицијата, низ дискусиите на министерот, признавте неколку работи. Првата, дека во првиот квартал од 2017 година невработеноста
на вистина е 22,9%. За нас, а сигурно и за вас и секој оној кој што реално се радува на успесите на својата држава, независно која политичка гарнитура е на власт, тоа е огромен успех. Ако знаеме кои беа црните рекордни стапки на невработеност на Република Македонија, повеќе од 38% во времето на сумнителната транзиција. Второ, признавте дека кризата што ја создаде Социјалдемократскиот сојуз со шарените платеници, со поддршка на други структури, е причина за пат на економијата. И тоа е логично. И вие сами отрековте дека никој не сака да инвестира во ризично подрачје. Тоа и ние, и јас, и вие да сме луѓе кои што имаат огромен капитал и да сакаат да инвестираат во странска држава, сигурно ќе прашале што се случи во ваму, а бе 3 години шарената револуција го стопира функционирањето на економијата, на државата, се случуваат чудни работи поддржани од опозицијата. Трето, едно не ми е јасно. Како со 380.000 евра ќе решите 3.000 стечајци? Први не знаеме кои стечајци, ама сте потенцирали дека ќе бидат 3.000. Доколку знаете, не мора, бидејќи не бевме удостоени со одговор од министерот Тевдоски, кои се тие 3.000 луѓе, бидејќи не е логично, не можеме да ја процениме сумата која што ќе им ја давате на тие луѓе. Реално е многу малку според нас. Со 380.000 евра да ги решите 3.000 стечајци. Не знам, дај Боже да биде така. Никој не сака во Република Македонија да постои повеќе таа категорија како обесправена. Секој сака да им помогне на тие луѓе. Ние направивме многу мерки, многу закони изменувавме, се со цел да им помогнеме на стечајците. Наша желба, а и сигурно поддршка од опозицијата, да им се помогне на тие луѓе. Оној фамозен проект кој што го најавувате, минимална плата. Нешто од кое што Социјалдемократскиот сојуз бегаше 24 години. Никако да не се спомни минимална плата. Ама никако. Еве, дојде и периодот кога ВМРО-ДПМН не донесе закон за минимална плата, се почитува, се кладоја рамките на функционирањето на тој закон и сега предвидувате 90 милиони денари месечно, а велите дека ќе опфатите 75.000 лица. Математиката вели дека тоа се 1200 денари по човек. Тука нешто има во бројките. Мислам се дека се многу малку средства и дека уште еднаш овие 3.000 стечајци, иако не знаеме кои се, ќе бидат изиграни од ваша страна. Најувате окинување за радиодифузна такса. За 3 месеци сте предвиделе 3,5 милиони евра. Јас сум скептик дека тоа ќе се случи во октомври. Затоа што ако сакаше Социјалдемократскиот сојуз, ќе ја прифатеше иницијативата на пратениците на ВМРО-ДПМН на Издржаната коалиција за подобра Македонија и така како што ни ветуваше Дамјан Манчевски и Радмила Шекеринска додека беа пратеници, ако денеска имаме влада, од утре нема да плаќате радиодифузна такса. Ако денеска имате влада, од утре ќе има поевтина струја. Ако денеска имате влада, од утре фискалните чувајте ги ќе ви враќаме 15% ДДВ. Јас сум скептик дека од октомври ќе се реализира ова, но и да се реализира. Верувајте дека 3,5 милиони евра се многу малку средства за 3 месеци. Затоа што според годишните извештаи што сме ги разградувале и вие и јас како претходни пратеници во минатите мандати, знаете дека Македонската радиотелевизија троши помеѓу 2,5 милиони и 3 милиони евра месечно. Чудно. Долго време зборувавте за реформи во Министерството за внатрешни работи, како немало минатиот пат зборував за одбрана, ама сега ќе ви зборуваме за внатрешни работи, бидејќи тука сте кратели 60 милиони денари. Па позната беше онаа флоскула дека искинати униформи, гранична полиција, последни униформи, не знам, од 2005 година, па немале да носа ништо на нозе, неопремени. Зошто тогаш ги скративте тие средства? Па дајте, набавете му и реализирајте го тоа што го ветувавте. Навистина не е спомнато тоа. Не забележав ниту една мерка во ребалансот и ниту еден начин, ниту една ставка, ниту еден мотивационен гест да ги вратиме оние 600.000 граѓани за кои што не убедувавте дека се иселиле од Република Македонија, дека истокот е празен, западот е празен, северот од Република Македонија е празен и никој повеќе не ги споменува тие луѓе. Прво не се толку, ни приближно, ама не направивте ниту една мерка, ниту еден сигнал да се вратат тие луѓе. Зошто би се вратиле? Затоа што државата тотално се партизира,
Ја не гледам дека некој кој што ја следи ситуацијава политичка во Република Македонија би се осудил од Шведска да си дојде во Република Македонија затоа што Бубо Каров е вработен во влада. И како да се мотивира тој да си дојде од Стокхолм да живее во Република Македонија кога черката од Тито Петковски вчера била вработена во влада. Значи се вика добро, со ВМРО тргна економија, тргна поддршка на земјоделци, тргна подобар живот на пензионерите. Ама сега зошто да се враќаме за водителката од вчерашни вести денеска да слушнеме дека е вработена во министерствата? Сите оние независни новинари кои што трубеа во своите телевизии дека ВМРО ДПМН не чини и покрај сите тие притисоци, ВМРО ДПМН има 456.000 гласови и победи на последните парламентарни избори. Не е во ред да се прави тотална партизација, да се одделува стручното, професионалното од она што е партиска. Никој не е позаслужен од оние кои што со образование, со квалитет, со надоградување успеале да дојдат до својата диплома. Несватливо нешто. Ги кратите средствата со кои што Република Македонија се рекламираше на CNN и на BBC. Ако има нешто добро кое што беше прифатено од сите 2 милиони граѓани на Република Македонија, беше промоцијата на нашата држава. И верувајте дека не често се случуваше на било кој да е аеродром, на било која и да е патување на македонски граѓанин во странство, кај да е, домаќините или неговите пријатели, колеги, тие што ги сретнал во авион, тие што ги сретнал на автобуска станица да го прашаат од каде сте? Од Македонија. О, да, Invest in Македонија. Рекламата која што ја знаеше целиот свет. Ги скративте тие средства за да го работите Бубо Каров. Зошто? За да ја промираме Република Македонија. Ги скративте тие средства за да се учествувате со шарената револуција, која што сега ги поддржува овие антидржавни мерки, затоа што се добро платени, средства идат и од невладините организации, средства идат и од буџетот на Република Македонија, ама нив му е добро. Што мислат членовите на Социјалдемократскиот сојуз? Што мислат неопределените? Што мислат членовите на Либералната партија? Што да речат членовите на Дом? Наместо да се залагаме за укинување на загадувањето во Република Македонија, толку трибини правеше ова и забрчанец од МОВ, што не можевме дерман да видиме по медиумиве. Еве го сега се укотви кај Заев, супер му е, го нема човеков ни да се јави, нема ни загадување, се е во ред. Сакам да кажам дека е навистина целосна грешка и ние ќе се обидиме преку амандман кој што ќе започне после 15 часот да исправиме таа грешка во интерес на промоцијата на Република Македонија. Никој не се согласува со укинувањето на оваа реклама. Што е штетното, што е трагичното? Како ќе ја развиваме економијата, како ќе ја зголемуваме просечната плата во Република Македонија кога прекинавме се? Основна реформска мерка на Социјалдемократскиот сојуз е да се прекини се што е започнато во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ниту еден закон за подобрување на животот, за подобрување на стандардот, за подобрување на правата на родилките, за правата на пензионерите, за правата на социјалните категории. Денеска ги нема шарениве, го нема колегата Павле Богоевски да штрајкува и да се бори против бркањето на самохрани мајки од институциите. Вчера колега Поцков. Да, самохрана мајка од Агенцијата за храна и ветерина е избркана заради незината партиска припадност. Брутално избркана. Знаете што ќе се случеше последниве 10 години ако некој градоначалник од ВМРО ДПМН избркаше самохрана мајка? О, па овдека ќе беа наредени Хелсиншки комитет за човекови права, јавен правобранител, јавен обвинител, па Савка, како се вика ова, Скопјани, Весели што пеат, не знам како се викаат сите невладини организации, ќе застанеа во интерес и во одбрана на жената. Јас искрено не ја познавам која е. Вчера ја гледав на телевизија Нова, ама самохрана мајка е. Не е проектот во овие 50 дена да ги бркате луѓето кои што се самохрани мајки. Починат родител на незините две дечина, денеска го оставате да не може дечината да не може да екзистираат повеќе. Зошто? Затоа што требало да се вдоми некој друг партиски борец или борец од шарената платена револуција. Па не е коректно. Ве замолувам како политичка партија да ги поддржите барем оние малку невладини организации кои што сигурно би застанале во интерес на оваа кутра жена. И морам да потенцирам, бидејќи доаѓам од еден
огромен регион кој што наистина многу очекуваше од оваа нова влада. Очекуваше нов живот. Дај Боже да биде. Еве да кажам што тие граѓани ќе немаат и зошто се изиграни. Што ќе нема Прилеп? Конкретно, затоа што не сум убеден дека во оние 706 амандмани кои што ги поднесовме, ќе може да стане збор за тоа. Што се крати со ребалансот? За да се вратам на точката како контрареплика. Прилеп нема да има уште 3 нови спортски сали. Основното училиште Кире Гавриловски, за жал, нема да дочека од оваа влада да добија спортска сала. Училиште со најмногу запишани основци. Училиште кое што максимално ја подобри својата инфраструктура и очекуваше со предвидениот буџет да добие спортска сала, така како што добија 5 други училишта во Прилеп. Спортската основното училиште Климент Охридски, Централно градско училиште, ускратено правото на дечината да ја добијаат ветената сала. Зошто? Затоа што средствата се префрлени да се вдомат во министерствата, во владата, како портпароли, шарените, платени револуционери. Да се вдомат плукачите на владата на ВМРО ДПМН. Средствата од дечината, од студентите, ги одделуваме залив. Да земаат плата и од Сорос, ама да земаат плата и од Зоран Заев. Зошто? За да ги плаќаме странските експерти кои што секојдневно ги запоседнуваат кабинетите во владата. Денеска и втор странски во наводници експерт од Србија е вработен во владата на Зоран Заев. Ама ќе го плаќаме сите. И земјоделците, и стечајците, и оние кои што донираат средства од странство за да им помогнат на македонските граѓани декако да екзистираат во Република Македонија. Од сите пари, од сите даноци, ние ќе ги плаќаме овие кои што уништуваат македонската историја. И ги нема, сега се седат. Ниту закон предложиле за средношколци, ниту за пленумци, ниту за подобрување на условите на студентите, сега му е во ред. Укотвени се. Прилеп, за жал, нема да добија реконструирана стара чаршија. Градското јадро, чаршиското јадро, кое што е синоним за нашиот град, таму каде што се најгоја најпознатиот градски часовник во Република Македонија, кривиот градски часовник во Прилеп, нема да ги добија ветените средства од владата на ВМРО ДПМН е 400.000 евра за реконструкција. Проект кој што требаше да биде долгорочен, да трае во 4 години и да бидат реконструирани фасадите на дојќаните во Прилепската стара чаршија. Ама побитно било да се вдомат невладините организации, отколку да се реновира Прилепската стара чаршија. Народот ќе процени на локалните избори што ќе бидат распишани на 6 август, дали сакаат реконструирана Прилепска чаршија, спортски сали или сакаат шарена револуција во владата на Социјалдемократскиот сојуз. За жал, морам да потенцирам, Прилеп нема да добие и театар. Театар кој што беше ветен, театар за кој што беа 2 минути. Театар за кој што беа обезбедени средствата во буџетот на ВМРО ДПМН. Театар кој што го заслужуваат прилепските млади глумци. Најдобриот театарски ансамбл последните 5 години во Република Македонија. Ансамбл кој што нижи само успеси. Млада генерација пред која што е иднината во својата дејност. Прилеп нема да добија ниту нови 2 милиони евра за реконструкција на Прилепската болница. Стасавме до едно ниво на реконструкција и сега се крати. Се крати, за жал, во интерес на, не во интерес, туку на штета на оние 200.000 пациенти кои што ги обслужува Прилепската болница. За жал, Прилеп нема да добија ниту нови градски автобуси. Прилеп нема да добие средства со кои што би ја довршил канализацијата во населеното место Големо Конјари и во населеното место Канатларци. Единственото село во кој што живеат турци во Прилепската општина. Владата на Зоран Заев ги скрати средствата, тие луѓе се уште да живеат во недобро решени инфраструктурни и комунални проблеми. Прилеп нема да добија ниту нов спортски центар, каде што ќе се развиваат новите таленти, новите репрезентативци, новите амбасадори на Република Македонија. И Прилеп, за жал, ќе добија само едно: посиромашни земјоделци. Земјоделци кои што се прилагаа на сладките зборови на Зоран Заев, сладките зборови на шарените револуционери кои што му ветуваа 80 денари субвенции за тутунот,
кои што му ветуваа зелени нафти, земјоделци на кои што им се ветуваа бесплатни трактори, се со цел да ја поддржат оваа лажна влада. Еднаш се излажаја, ама за Прилепчани важи еден муавет. Страшни и наетчи. Ако се заинаетат, ќе ве згазат на локалните избори во 15 октомври, затоа што сакаат да се врати вистинскиот живот кој што му го нуди ВМРО-ДПМНЕ, живот без лаги, живот во реалност. Имавте доволно време да ги предложите законите што им ги ветувавте, да можеме да ги изгласаме ако треба и по кратка постапка, едногласно и да направите простор во ребалансот да имаше средства за тие луѓе, а не за шарените револуционери. Ви благодарам.